Добро вечер и благослов Божи се разбира до сите слушатели кои што оваа вечер ќе не слушаат. Се разбира, сакам да ги поздравам и да им посакам благослов Божи и на оние, можеби кои што подоцна ќе слушаат емисијата Гласот на вистината. Се разбира, снимената проповед, аудио кој што течи во емисијата Гласот на вистината, таа стои на таа страница и вие можете да ја слушате кога и да посакате. Затоа, слушајте емисијата Гласот на вистината. Во таа емисија се презентира самиот жив Бог и се разбира неговото Слово Господово, што Библијата ни зборува. Почитувани, една многу важна работа сакам да разрешиме. Библијата е за сите луѓе. И секој може да ја чита и на секому денеска во овој модерен 21 век му е достапна. Па дори по електронски пат ја имаме и можеме да ја слушаме. Може би во твојата библиотека имаш повеќе Библии, но не вреди ако ти фаќаат само прашинка во твојата библиотека. Затоа е многу важно да го читаме Словото Господово. Кога зборуваме за Библијата, Библијата не е дојдена за една категорија или две луѓе, туку таа е дојдена за сите луѓе. Библијата вели дека Бог дојде, Исус Христос дојде за целиот свет, за сите луѓе. Зашто денес ви се роди Спасител во градот Давидов, кој е Господ Исус. Таа радосна вест, која била одлекната пред 2000 години, била дојдена за целиот народ, за целиот свет. Таа радост е дадена за целиот свет и секој е добродојден во Царството Божјо. Кога ќе очитаме Словото Господово, Исус дава една многу интересна изјава дека во трпезата на Аврам, Исак и Јаков ќе седнат луѓе од сите 4 страни. И затоа, понекогаш може би размислуваме за одредена група на луѓе, на народ, како можат тие да го презентираат Евангелието, како можат тие да проповедат. Може би некојаш размислувате дека имаме ние друго Евангелие, друга Библија. Не, почитувани слушатели, Библијата е една и иста. Имаме многу примероци, преку 2000 примероци преведени, кои можат да бидат достапни за секого еден. И може секој еден на свој мајчин јазик да ја чита Библијата, да го чита Словото Господово и да може да го разбери Бог и се разбира со помош на Духот Свети да се разбива во верата. Како што реков, минатиот пат зборуваме за еден обновен живот. Може би живееме во многу тешки времиња. Живееме во времиња кога многу нешта се случуваат, од секаде се случуваат различни нешта. И тоа нешта кои што ништо не придонесуваат добро за овој свет. Она што денеска се смета за добро, луѓето не го прифаќаат. Не се склони да се движеа кон таа насока. Зошто? Затоа што и самиот текст кој го прочитавме од Евангелието на Јован вели дека луѓето повеќе ја засакаат темнината отколку светлината, зашто нивните дела беа зли. Денеска ништо не е поразлично, ништо нема ново. Соломон ќе каже дека ништо нема ново, се си е исто, она што било и пак ќе биде, и она што се правило и пак ќе се прави. Како што кажав, обкружени сме со многу различни нешта. Почитувани сите овие нешта кои што денеска се случуваат во светот, се само еден показалец дека многу е блиску Божјото доаѓање на оваа земја. Затоа е многу клучно да размислуваме и важно дали сме нови личности во Исуса Христа. Дали дозволивме верата да го промени нашиот живот. Многу често пати луѓето знаеле да ми кажат дека ние си ја променавме верата. Но одговорот е овој. Ние не си ја променавме верата, туку дозволивме верата нас да не промени. И затоа велам,
За да се има еден обновен живот, потребно и клучна работа е верата. Верата таа е во Бог кој може да го обнови твојот живот и да добиеш една 100% трансформација во твојот живот. Како што кажав, зборуваме за трансформација, зборуваме за обновен живот, за преобразба, или уште речено, 2 пати роден. Божиот услов за стекнување на небесното живеалиште. На што мислел Исус кога рекол, ако човек не се роди, не може да го види Царството Божјо? Одговорот на ова прашање се разбира не е образованието. Исус не рекол, ако човек не се образува, не може да го види Божјото царство. Живееме во време кога на образованието му се придодава големо значење. Се разбира, немам ништо против образованието, не сепак образованието не е наново раѓање. Тоа може да те унапреди, да го напреди човекот, но не и да има ново срце. Никодим бил учител на Израел, па сепак не знаел ништо за второто духовно раѓање. Може образованието, или можеш да бидеш високо образован, со највисок степен, но сепак да не знаеш ништо за овој многу важен предмет. Тоа е по прашање образованието. Еве што вели 3.3. Евангелие на Јован 3.3. Исус му одговори и рече, вистина ти велам, ако не се родиш од озгора, не можеш да го видиш, се разбира, Царството Божјо. И интересната работа во овој текст што Библијата ни открива кој е всушност Никодим. Никодим бил фарисеј на Израел. Всушност бил верски станешина. Никодим бил исто така член на Синдрионот, кој имало 70 членови. И во тој сам Синдрион имало и судии. Кога зборуваме за Синдрионот, во тоа време се сметал како врховен суд или како денеска владата. Но сепак Никодим, кој бил кнез јудејски, кој бил, како што кажав, член на Синдрионот, кој бил високо образован човек, затоа што фарисеите во тоа време, сите религиозни луѓе кои го движеле во тогашно време, во време на Римската империја, додека Господ Исус Христос бил на оваа земја, било време на Римската империја, фарисеите, книжниците и останатите биле учени луѓе, образовани луѓе. Фарисеите многу добро ја познавале Тората, го познавале писмото. Никодим бил човек образован. Но сепак Исус му вика, ако не се наново родиш, ти не можеш да го видиш Царството Божјо. Потоа Никодим му вика, како може човек на стари години, зар повтор пат може да се роди? Исус му вика, ти си кнез јудејски, како можеш ова да не го разбираш? Значи, интересната работа во овој текст кој ни го објавува, во овој разговор, дека Исус разговара со многу високо образована личност, а тој е Никодим. Никодим кој бил дел од врховниот суд, од тој религиозен и политички систем, од Синдрионот, не разбирал што Исус зборува по оваа прашање. Значи, образованието не е наново раѓање. Ако мислиме дека го имаме највисокиот степен на образование, тоа не значи дека сме наново родени и дека ние го разбираме образованието. Исто така, кога ќе читаме, ќе видиме што Библијата ни зборува. Исто така, во тоа време, само сакам да напоменам дека Ана и Кајафа биле првосвештеници во тогашно време, кои биле лидери на Синдрионот и кои го воделе овој врховен суд.
Друго, што е многу клучно и важно. Кога зборуваме за наново раѓање, нановото раѓање исто така не е религија. Господ Исус не рекол ако човек биде религиозен, може да го види Божјото царство. Никодим не само што бил високо образован човек, туку бил и образован или многу религиозен човек. Но сепак религијата, почитувани, не е наново раѓање. Да, можно е да си дури доктор по теологија, па сепак ништо да не знаеш за нановото раѓање. Зборот религија е само споменат само неколку пати, всушност 5 пати во Новиот Завет, и тоа често пати во таа негативна смисла. Религијата без обнова е од ѓаволот. Затоа треба да бидеме внимателни заради оваа вредност на нашата душа. Значи дека религијата, повторно, образованието и религијата не се наново раѓање. Библијата зборува што е тоа наново раѓање. Нановото раѓање доаѓа од самиот Бог. Ние треба да се родиме преку Него. Се разбира преку Духот Свети и преку верата во Исуса Христа, нашиот Бог. Никодим не само што бил образован, туку тој бил и многу религиозен човек, но сепак Исус му вика дека тој треба да се наново роди. Затоа што образованието не е наново раѓање, ниту пак религијата е наново раѓање. Многу често пати можеме да дојдеме до разговор со одредена група на луѓе кои што извика, ама ние си сме религиозни луѓе, ама ние си веруваме. Но Библијата ни открива дека религијата не е наново раѓање. Преку религијата не можеме да станеме деца Божи и дел од царството на живиот Бог. Туку само преку самото наново раѓање ние можеме да станеме деца Божи и наследници на царството Божјо. Се надвам дека нема многу погрешно да ме разберите, но читајте го Светото Писмо, читајте Библијата, ќе видите што таа зборува. И зошто Исус му се обраќа на Никодим на еден ваков начин. Ако религијата и образованието биле наново раѓање, моето следно прашање е зошто Исус му вика дека ти треба да се родиш наново, за да можеш да го видиш Царството Божјо. Се разбира за Никодим. Никодим бил високо образован човек и бил религиозен човек. Бил дел, како што кажав, од Синдрионот, од тој врховен суд или, ајде денеска да кажеме, од парламентот. Значи, дека треба да се наново родиме, како што Библијата ни зборува, преку верата во живиот Бог. Ние можеме да се наново родиме или преку бајната на преродување и нашите имиња да бидат запишани во книгата на животот. Значи, само преку Бога можеме и преку верата во живиот Бог, преку Исуса Христа, со помош на Духот Свети, ние можеме да се наново родиме. Се разбира, ако даде Господ, ќе продолжиме наредната емисија и ќе видиме на кого личат наново родените бебиња. И кој е наново роден? И како се движи тој наново роден? Во која насока се движи наново родената личност? Но за тоа оставам наредната емисија, се разбира да зборуваме повеќе за овие клучни прашања. Затоа до тогаш имајте убава вечер, убава седмица, што се вели, и Господ нека биде со сите вас и се разбира до наредната емисија, емисијата Гласот на вистината. Пријатно!